Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Владијачката ВМРО ДПМН на 2 и на 3 мај во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе го одржи 15-тиот партиски конгрес. Главна точка на дневниот ред ќе биде изборот на председател на партијата. Конгресот претходно беше планиран да се одржи на 9 и на 10 мај, но беше поместен една недела порано. 15-тиот конгрес на владијачката партија ќе се одржи на 2 и 3 мај во Куманово. Повеќе од 550 делегати за време на конгресот ќе го изберат и новиот председател на партијата. До петок во 15 часот најмалку 30 делегати ќе може да предложат кандидати за председател на партијата. За сега не се знае кој освен Никола Груевски би можел да биде кандидат за председател на партијата. Подготовките се во полн тек и траат подолго време. Во текот на вчерашниот ден Централниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука конгресот да се одржи во Куманово во Домот на културата Трајко Прокопиев. Ки има 560 делегати на конгресот избрани по различен основ. Најголем дел од нив избрани од страна на општинските комитети на партијата, изјави Илија Димовски. Списокот, додаде тој, објавен јавно и транспарентно на веб страната на ВМРО ДПМН. Постапката за избор на председател на партијата е позната на јавноста на истиот начин сме бирали неколку пати поред. Најмалку 30 делегати на конгресот во согласно со деловникот имаат право да предложат кандидат за председател, рече тој. Гласањето, потенцираше Димовски, е тајно и гласаат сите присутни делегати без исклучок. Оној кој што ќе добие најмногу гласови ќе биде председател и ќе ја води партијата во следните 4 години. Актуелниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски стапи на функцијата председател во мај 2003 година, без прекин или смена од председателската функција. Здравствениот дом Куманово од неодамна е заселен со нововработен медицински персонал од лекари и медицински сестри, како и хигиеничари и возачи. Отаму информираа дека освежувањето на кадрите дошло во вистинско време затоа што има вработени кои набрзо треба да заменат во пензија. Во исто време ова установа подготвува проект за реконструкција на просториите со замена на прозорци и врати со донации од јапонската влада. Со 16 ново вработени лекари, медицински сестри, техничари, хигиеничарки и возачи е засилен тимот на Здравствениот дом Куманово. Дел од нив се вработени согласно трансформацијата од волонтери во вработени, дел по претходно распишан оглас за вработување. Од установата велат дека овие вработувања се добредојдени затоа што установата покрива голема територија и постојано се потребни нови да ги заменат оние кои ќе заминат во пензија или да ги пополнат местата на одлејани кадри во приватниот сектор. Кај нас имавме ние околу 13 волонтери, кои што ги исполнуваа условите за поминување од волонтерски во редовен работен однос, така да имаме трансформација на 13 вработени, меѓу кои што имаме 4 шофери, 3 хигиеничарки и другото е медицински персонал, среден медицински персонал. Исто така, во меѓувреме, непосредно пред активирање на законот за трансформација, добивме согласност за вработување на 3 доктора и една медицинска сестра, така да и тој конкурс се завршен и се примени 3 доктори и една медицинска сестра. Во исто време ова институција подготвува проект со кој ќе аплицира за донација од јапонската влада во висина од 80.000 евра за замена на старите прозорци и врати со нови. Аплицираме за замена на дрвените прозори кои се дотраени, искривени, нели? Зградата е конструирана на 51 година. Прозорите делумно во тој период се реновира, меѓутоа сепак се стари преку 30 години и аплицираме за замена со ПВЦ прозори и врати. Средства се негде околу 80.000 евра. По тие средства не можевме да уклопиме фасадата на здравствениот дом, која што исто така е прилично време, нели прилично стара. Здравствениот дом меѓу кумановци познат како уред, изграден пред повеќе од 5 децении. Поради тој факт во изминатите години беше извршена реконструкција на дел од просторот со обнова на тоалети, замена на дел од прозорците и плочките. За наредната година се планира да се изврши обнова на кровната конструкција. Во последните години обновени и возниот парк со амбулантски и теренски возила со бројка од над 20. Се почесто сме сведоци на едни поинакви временски и климатски прилики, за кои навистина ни треба извесно време да се адаптираме и да ги прилагодиме нашите различни животни навики и потреби кон нив. Ниски утрински и високи дневни температури. Ова е непријатен период за здравјето на луѓето, на што најчесто се жалат граѓаните, ќе дознаеме од прилогот што следи.
Наутро зима, попладне лето. Променливото време ги наморти лицата на граѓаните негативно влие врз нивното здравје. Ваквите температурни разлики се шок за организмот, велат лекарите. На наглите промени на времето не реагираат само хронично болните, туку и здравите луѓе. Речиси секој човек при промена на времето се жали на главоболки, намалување на работоспособноста, замор, а се жалат и кумановци. Умазлото. Реума највише за овој време не одговара. Колена, руке, глава, све, кичма која е на ревматичку базу. Ја како срчен болесник на мене ми пречи, али не многу. Кога е лошо време, не искачам од дома, повеќе сум дома и така да мора да се крпиме. Друг избор нема. Малку главоболие, се занесуваме помалце кога одиме и оно се събира. И година се прави? И година си прави. 73 години не е со малку. Нормално на нас метеоропати, јас сам од тие еден, многу ми пречи овој време. Од сабале, мути ми се свес, вртоглавице се ствара, притисак се качуе и тако е. Секогаш на доктора доаѓам, што ќе прави инjekција, мора да приму некој да се смиру. За полесно да се поднесат временските осцилации, потребно е да се внесуваат повеќе витамини, но и умерена физичка активност. Променливото време е причина граѓаните да ги натера да посетат лекари да бараат решение за намалување на симптомите. Еве чекаме да видиме докторка што ќе ни даде апчиња за алергија и така, чаеви. Лекарства редовно, без промошај и така мора да се крпиме. Редовно на доктора си е да се контролира крвна слика, нарочито холестерол се качуе и све. Ако не беа лекарствата, лоша ке беше ситуација. Сега пиеш редовно, се осеќаш подобро него кога не пиеш. Еднаш да не пиеш апчиња за притисок, одма се осеќат промени. Времето може да не го отежни животот и секојдневното функционирање. Ако се потрудиме со овој проблем, може успешно да се справиме. Треба што помалку да престојуваме во затворени простории, бидејќи е докажано дека меѓу лицата кои постојано се движат и претежно работат во надворешни услови, речиси нема метеоропати. Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки со поддршка на Здравствениот дом и Детскиот фонд на Обединетите нации почна со серија на обуки за патронажни сестри на тема рана детекција и рана интервенција на деца со развојни тешкоти и поддршка на нивните семејства. Првата регионална обука во 2015 година се одржа во Куманово и на неја ќе учествуваат околу 25 патронажни сестри од Куманово и од околните градови. Проектот започна минатата година кога беа спроведени регионални обуки и опфатени 120 патронажни сестри од целата држава. Обуките продолжуваат и оваа година како дел од проектот Учиме заедно, организирани од страна на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки во партнерство со УНИЦЕФ и Универзитетот Улстер од Северна Ирска. Обуката ќе се спроведува низ каскаден модел. Се предвидува сите патронажни сестри да бидат обучени во текот на една година. Со тоа што група на околу 20 на едукатори, пред се дипломирани медицински сестри кои се вклучени во работа во патронажните служби, беа обучувани од универзитетски професори од Универзитетот Улстер, а понатаму нивна задача е да ги едуцираат другите патронажни сестри во Република Македонија. Сеопфатната програма за обука подразбира патронажни сестри да обучуваат патронажни сестри, изготвена од страна на Сдруженијето под водство на стручњаци од Ирскиот универзитет. Со оваа иницијатива патронажните сестри ќе бидат подобро подготвени за да го следат општиот развој на новороденчињата и на малите деца, да ги препознаваат знаците на развојни потешкоти и да обезбедат поддршка на родителите и семејствата. Обично досега беше традиција родителите да си ги спакуваат децата заедно со нивниот проблем и многу малку сакаат да разговараат околу овој проблем, затоа и нашата цел сега да се избрише оваа стигма или неприфаќање од општеството. Значи не треба да бидат тие игнорирани. Нашата цел е да ги стимулираме родителите, да му помогнеме на некој начин да тие бидат способни во границите на нивните можности да можат сами да си ги остваруваат своите, да речам, и права во еден дел.
Во обуката вклучени се и родители од невладините организации Даун синдром центар Порака наша и раст со цел да им предочат на патронажните сестри на многуте предизвици и потреби на родителите со деца со развојни тешкотии. Предвидено е практичниот дел од работилницата за Кумановскиот регион да се одржи за 2 недели. Од одделението за изградба и одржување на општина Крива Паланка ги информираат сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни на патот кој води кон манастирскиот комплекс, каде има појава на свлечиште, поради што сообраќајот се одвива отежнато, а во тек е забрана за движење во ноќните часови, односно во период од 19 часот вечерта до 9 часот наутро. Од општина Крива Паланка ги известуваат сите учесници во сообраќајот дека поради појава на свлечишта и одрони отежнато се одвива сообраќајот на локалниот пат кон манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, особено на делот на околу 150 на 200 метри од исклучувањето од главниот пат кон манастирот. На овој дел се изведуваат градежни работи за расчистување на одроните од земјани карпест материјал. Критичното место е соодветно означено, а во наредниот период сообраќајот целосно ќе биде во прекин во ноќните часови, односно во периодот од 19 часот вечерта до 9 часот наутро. Забраната ќе трае се додека не се обезбедат соодветни услови за безбедно одвивање на сообраќајот. Одговорните апелираат до граѓаните за разбирање, внимателно возење и почитување на поставените сообраќајни знаци, а посебно на забраната за движење во ноќните часови. Одроните се последица на временските неприлики од зимскиот период, а одговорните од локалната самоуправа, освен за времена санација, се залагаат и за обезбедување на средства од надлежните државни служби за трајни и комплетни решенија. Покрај санација на оштетување на локалните улици, во општина Крива Паланка започна и градежните активности за асфалтирање на делови од патната мрежа. Изминатиот период беше асфалтиран крак во должина од околу 300 метри од улицата Партизанска во Осичка Мала, информираат од одделението за изградба и одржување. Погодните временски услови кон крајот на месец април овозможија да се продолжи со интензивна работа на неколку инфраструктурни проекти на подрачјето на Крива Паланка. Како што информираше Никола Граматиков, раководител на одделението за изградба и одржување при општината, продолжува реконструкцијата на дотраените сообраќајници на повеќе локации во градот, односно се реализира асфалтно крпење на ударните дупки. Се асфалтираше и крак во должина од 300 метри на улицата Партизанска во Осичка Мала, а беше извршена и санација на оштетените асфалтни површини на истата улица. Покрај тие проблеми со кои што секојдневно се соочуваме, кои што, така да кажем, беа на некој начин непланирани после непогодите во месец јануари, а кои што мораме да ги извршуваме, работиме и на тековните активности кои што се согласно со програмите донесени од Советот на општината. Така да граѓаните знаат дека пред неколку дена продолживме со градежните активности на локалните улици. Низ градот беше асфалтиран еден крак од улица Партизанска во должина од околу 300 метри. Градежните работи ќе продолжат и во следниот период согласно временските прилики и предвидената динамика, информираат одговорните. Во наредниот период, согласно со програмата, нормално ќе течат и оние активности кои што си беа зацртани во програмите. Надвор од тоа што е проблем со кој се соочивме поради временските непогоди. Интензивните зафати за градба и реконструкција гарантираат освежување на сообраќајната мрежа, односно квалитетни, уредни и безбедни улици. На сцената на Кумановскиот театар премиерно беше изведена представата Радован Трети од страна на кумановските гимназијалци, кои со својата професионална актерска игра ја воодушевија кумановската публика.
Кумановските гимназијалци ја поставија на сцена познатата комедија на Душко Ковачевиќ Радован III, преработена и изведена на кумановски дијалект, кој уште повеќе го засилува хуморот во драмата. Па, со ова представа, со тоа што е комедија, сакаме само да ги насмееме луѓето, да ги отргнеме од секојдневните проблеми, да им кажеме дека не е се во проблемите, обврските, туку можат да дојдат да погледаат некоја представа. Тоа ќе остане. Јас сум Теодора Стремениковска и го глумам малку така меѓу главните ликови Катица, која е ќерка на Радован и е камионџи, по целиот свет има патувано со камион. Јас сум Николај Вокановски, ученик од Средното училиште гимназија Гоце Делчев. Во оваа представа Радован III имам споредна улога, го глумам дедото на Мила. Прекрасно е да се соработува со вака млади, талентирани луѓе, кои што се одлични ученици, меѓутоа и одлични глумци и ги покажуваат сите своји други квалитети што ги имаат надвор од училишните клупи. Како што знаеме, јас слушнав дека тука ќе има смешки, така да ќе имаме право да се насмееме. Низ професионална актерска игра, учениците на сцена изнесоа вообичаени малограѓански проблеми и сваќања, кои доприја до публиката изнудувајќи смеа и ракоплескање во текот на целата представа. Ова што го постигна и ова јас што го видов, сум одушевен. Значи, како гледач сум одушевен. Одамна нема такво нешто направено у Куманова, посебно од некои што гимназијалци математичко, а не се очекува од нив вакво нешто да направат и тем беа добри, стварно ми се свиѓаше. Навистина беше толку многу интересна, цело време ми го одзема здивот и бев насочена само кон нив. Навистина прекрасна и сите млади глумци прекрасни. Прекрасни, навистина. Вакви работи треба да се дешаваат почесто. Прекрасна, ова е втора премиера што ја гледам за овие последни 7 дена и првата представа од минатата недела и ова ме воодушевија. Се толку многу креативни да можат и најголемите луѓе од уметноста на Македонија да им позавидат. Се надеваме дека со вакви креативни луѓе во нашиот град ќе го оживееме театар. Тоа е прекрасна работа. Јас им честитам, браво. Добре, ми се допаѓа, одлична екипа, така да во село се супер. Еве, ова е уште еден доказ дека Куманово ври од таленти. И многу ми е мило вака кога ќе видам млади луѓе кои се заинтересирани за театар. Тие навистина го сака театарот. Ако главната цел на младата режисерка беше сопоставувањето на ова дело да ја насмее публиката, тогаш целта е остварена. Музичкото училиште Панче Пешев е едно од првите отворени основни музички училишта во Република Македонија, кое успешно работи 60 години и постигнува значајни резултати. Младите пијанисти можат да се пофалат со голем број награди, меѓу кои 3 први освоени на 13-тиот интернационален фестивал на млади музичари, што неодамна се одржа во градот Уб во соседна Република Србија. Музичкото училиште Панче Пешев е едно од првите отворени основни музички училишта во Република Македонија. И од него произлегле многу ученици кои денес професионално се занимаваат со музика. За разлика од минатото, во Куманово денеска се повеќе ученици покажуваат интерес за класичната музика. Изучувањето на музиката генерално беше во благо опаѓање. Меѓутоа во последно време имаме доста голем интерес за изучување на разни инструменти, па што сме многу, задоволни и горди. Дори бројот на часовите е зголемен и дуплиран и секојдневно се јавуваат и нови деца за изучување, што ни е многу голема чест и баш сме пресреќни затоа што ние сме тука заради тие ученици, пред се да ја развиеме љубовта кон класичната музика. Младите пијанисти во класата на професор магистар Сандра Зојчевска, која веќе 13 години работи во музичкото училиште, постигнуваат значајни резултати и можат да се пофалат со голем број награди, меѓу кои 3 први освоени на 13-тиот интернационален фестивал на млади музичари, што неодамна се одржа во градот Уб во Република Србија. Ова година се представи со вежбите Циганска свита прв и втор став, менујет од Бах, Демол, и унгарска рапсодија. Конкуренцијата беше голема, имаше 18 деца во мојата категорија. Свирав Бах, мал прелудиум од Јоан Себастијан Бах, свирав сонатина Моцарт Виенесе сонатина и свирав серенада од Франц Шуберт. Имаше од многу градови, од Скопје, од Белград, од
Арангеловац и многу други. Јас сум многу задоволен од надпреварот што се одржа во УП. Освоив прво место во трета категорија. Трета категорија е група од деца кои се родени од 2003 или 2002 година. Училиштето брои 270 ученици, кои што се распоредени во изучување на разни инструменти, меѓу кои гитара, виолина, пијано, хармоника, кларинет, како и соло пеење. Учениците учат инструменти и имаат часови по групна настава, каде што се изучува предметот солфеж и теорија на музика. Освен тоа, во училиштето функционираат и хор и оркестар, така што децата се ангажирани во сите сфери од музицирањето, и индивидуално и колективно. Тргна проектот Македонија вработува. Работодавачите ќе можат да вработуваат лица преку проектот со кој се предвидува ослободување од плаќање на придонеси за вработување на невработени лица поделени во 5 категории. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски истакна дека ова е еден од најзначајните проекти на владата во следните 12 месеци за отварање на нови работни места, односно за решавање на проблемот на невработеноста. Проектот ги опфаќа сите невработени лица во Република Македонија и досега имаше една мерка која беше наменета главно за младите лица до 29 годишна возраст, но сега наместо таа мерка дизајнирани се 5 нови, од кои што првата е наменета за младите лица до 35 годишна возраст, кои доколку бидат вработени, нивните работодавачи ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок и придонеси за 3 години со обврска уште една година да ги задржат овие лица. Проектот е надополнет со уште 4 категории на граѓани кои пред се однесуваат на повозрастните лица, односно стимулации за нивно вработување. За секоја категорија на невработени предвидена е мерка која што ќе им помогне полесно да дојдат до работа, а на фирмите да направат значителни заштеди, бидејќи ќе можат со отприлика по 2000 евра годишно за секое вработување да направат заштеди преку ослободувањето од плаќањето на придонеси или персонален данок. 20.000 работни места ќе бидат креирани за 12 месеци. Пресметките говорат дека проектот Македонија вработува може да им заштеди и до 10.000 евра годишно на работодавачите, кои пак оваа заштеда ќе можат да ја реинвестираат во унапредување на сопствениот бизнис, а со тоа ќе се зголеми и нивната конкурентност. Како резултат на сите активни мерки, од 2007 година до сега вработени се вкупно 36.500 лица. Само за оваа 2015-та се очекува да бидат вработени уште 8.200, со што стапката на невработеност дополнително ќе се намали. Ресорното Министерство за труд и социјална политика работи на корекција на законот за минимална плата, според кој се предвидува по 600 евра казна да платат работодавачите за секој работник на кој ќе му дадат пониска плата од минималното утврдена со закон, со цел да се подигне свеста на работодавачите за исплаќање на минималната плата утврдена со закон. По 600 евра казна да платат работодавците за секој работник на кој ќе му дадат плата пониска од минимално утврдената со закон. Ова според представници на работодавците се предвидува со најновите измени на законот за минимална плата. Ресорното Министерство за труд и социјална политика само кусо соопштува дека работи на корекција на овој закон и предлага нови глоби со кои се очекува да се подигне свеста на работодавците за исплаќање на минималната плата утврдена со закон. Представници на работодавците кои имаат увид во текстот вела дека се предлага уште една опција, а тоа е доколку казната се плати веднаш, односно во рок од 7 дена, сумата да се преполови и да изнесува 300 евра по работник. Кога конечната верзија на предлогот за измени на овој закон ќе дојде на расправа во Социјално-економскиот совет, работодавците, како што најавуваат, ќе предложат и други корекции, како на пример да не се казнува веднаш, туку да се задржи рокот од една недела за советување за да се коригира грешката. Исто така ќе се бара намалување на нормите кои од компаниите се често злоупотребувани. Од почетокот на оваа година работодавците на работниците треба да им исплатат плата од најмалку 9.590 денари. Претходно минималецот изнесуваше 8.050 денари. Казните за неисплата на оваа сума според сегашната верзија на законот за минимална плата достигнува вкупно 10.000 евра, но не по работник како што се предлага сега. Гувернерот на Сојузната американска држава Мериленд Лари Хоган прогласни воредна состојба поради немирите кои настанале низ улиците на Балтимор. Околу 8 милиони луѓе се загрозени во Непал од разорнувачкиот земјотрес. Апелацискиот суд во јужнокорејскиот град Гунакџу на доживотен затвор го осуди капетанот на фериботот, кога загинаа над 300 лица. Вести од светот.
Гувернерот на Сојузната американска држава Мериленд, Лари Хоган, прогласи вонредна состојба по неколкудневните насилни вандалски немири низ улиците на Балтимор. Според CNN, гувернерот Хоган размислува да ангажира националната гарда за да се воспостави ред и мир. Најновиот бран улично насилство избувна само неколку часови по погребот на младиот црнец Фреди Греј, кој на 19 април почина од внатрешни повреди во телото откако претходно имал судир со полицијата. 7 полицајци се повредени, од кои еден посериозно. Во последните безредија се нападнати и уништени полициски возила и се оштетени и ограбени повеќе локални продавници. Околу 8 милиони луѓе се загрозени во Непал од разорнувачкиот земјотрес што ја погоди земјата пред 3 дена, изјави Фархан Хак, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, повикувајќи се на непалските власти. Над 1,4 милиони непалци имаат потреба од помош во храна. Обединетите нации намени од фондот за итно реагирање во вонредни ситуации $15 милиони со цел да се помогне на загрозените. Овие средства ќе бидат наменети за обезбедување на погодените региони со вода за пиење, медицински стоки и логистички услуги. Бројот на жртви во земјотресот во Непал достигна 4310 лица, а повредени се над 8000 луѓе, соопшти Министерството за внатрешни работи на Непал, пренесува ТАСС. Апелацискиот суд во јужнокорејскиот град Гунакџу на доживотен затвор го осуди капетанот на фериботот што потона минатата година кога загинаа над 300 лица, пренесу американските медиуми. Денешната пресуда е потешка од пресудата која во ноември минатата година ја изрече окружниот суд со која капетанот на бродот Ли Џон Сок беше осуден на 36 години затвор за небрежност и оставање на патници на бродот. Портпаролот на судот во Гунакџу соопшти дека освен доживотната казна за капетанот Ли, 14 други членови на екипажот добија казни меѓу 18 месеци и 12 години затвор. Петар Наумовски и официјално е новиот претседател на Кошаркарската федерација на Македонија. Тој е избран едногласно на собранието кое што се одржа синоќа во хотелот Александар Палас во Скопје, каде што беа присутни сите 28 представници со право на одлучување. Легендата на македонската кошарка Наумовски на почетокот на собранието за противник кандидат го имаше досегашниот член на управниот одбор на МКФ Абдураим Байрактари, кој иако беше подржан од 10 члена, поради запазување на процедурата се повлече од трката за председател. Откако стана јасно дека популарниот Пеце останува единствен кандидат за председател, тој ја доби довербата на сите 28 членови на федерацијата. Пред гласањето, двајцата кандидати ја презентираа својата визија, односно програма според која во иднина треба да се движи мак баскетот, се со цел за враќање на кошарката на вистинските патеки. Како што нагласи новиот председател Наумовски, главна цел во неговата програма ќе биде враќање на угледот од предодредено време, преку воведување на национална програма и стратегија да се зголеми грижата и едукацијата пред се на младите и идни кошаркарски генерации, кои според Наумовски веќе подолг период се оставени сами на себе, односно подзаборавени од федерацијата. Новиот председател најави искоренување на непотизмот, кој години наназад владее во одредени тела, организации кои што се составен дел од МКФ, но пред се во младинските селекции. Наумовски најави дека нема да има прогледување низ прсти на клубовите, представниците или кој било друг чинител во кошарката и дека тие кои нема да ги почитуваат правилата и актите на федерацијата ќе бидат најстрого санкционирани, без разлика на реномето и постигнатите успеси во минатото. Воедно Наумовски се произнесе и по прашањето на Сдруженијето на кошаркари, потенцирајќи дека неговото размислување е дека бројот на странци во мак баскетот треба постепено да се намалува. За реализација на оваа цел Наумовски предложи и нов управен одбор. Атлетскиот клуб Куманово продолжува со одлични резултати во оваа година. Најновиот успех на меѓународен турнир во Скопје потврди дека екипата има одлична иднина. За најновите успеси на атлетичарите побаравме мислење од тренерот Филип Колевски. Атлетскиот клуб Куманово оваа сезона импонира со своите резултати. Од почетокот на годината екипата забележа одлични остварувања на домашната и меѓународната сцена. Најновиот успех на престижниот турнир во Скопје потврди дека атлетичарите се подготвени за нови успеси. Во сабота на 25 април се одржа меѓународен атлетски митинг во Скопје. Митинг со повеќе годишна традиција, но оваа година беше најмасоен и најбогат со квалитет, едноставно се ги надмина сите очекувања. Имаше многу конкуренција, гостува сите клуби од Македонија и неколку клуби од Србија и од Косово. Настапивме со нашата помладена сениорска екипа
и успеа нашите членови да освојат скупно 8 медали, од кои 5 златни медали. Имашме и срушен државен рекорд во пионерска категорија, Милан Велјковиќ на 400 метри со резултат 53 секунди и 40 стотинки, што е по подолго време, значи можеби 2-3 декади да е срушен рекорд од машки атлетичар на ниво на Македонија, значи на државно ниво. Продолжувате со интензивни настапи на домашна меѓународна сцена, па еве да ни кажете што ќе се случи во наредниот период. Па да, продолжуваме со најжестоко темпо, значи еднаш или два пати неделно во наредниот период имаме атлетски надпревари. Вечерва заминуваме на меѓународен атлетски митинг во Софија со исто имениот, значи Милан Велјковиќ што постои државен рекорд и Матеја Ефремовска. Потоа значи ќе има различни категории надпревари, но еднаш или два пати неделно се настапува од текот на мај, почетокот на јуни, а овој надпревар што беше сега митинг во сабота беше изборно првенство за македонската сениорска репрезентација што ќе настапи на Европските олимписки игри во Азербејџан Баку на 22 јуни, а пласман резервира уште од сега, значи Маријан Нојковски фрлање ѓули, Матеја Ефремовска фрлање диски, Копје. Гледаме дека имате одлични резултати и на некој начин представувате репрезент на Куманово и на Република Македонија. Како се справувате со финансиски средства? Има ли доволно за сите овие успеси? Па да, до сега најголемиот успех што го постигна атлетиката во Куманот беше изминатата година. Ева година продолживме ударно, но не верувам дека ќе издржиме долго, бидејќи со квалитетот раснат и побарувањата, едноставно додека функционираме со самофинансирање, многу е тешко да се одржува квалитетна екипа и осипувањето е неизбежно. Со поголема подршка од сите добронамерници, атлетичарите ќе добијат мотив за уште поголеми успеси. Доколку не се помогне, атлетскиот клуб Куманово најверојатно нема да биде во можност да продолжи и постои опасност од осипување на екипата. Од настаните на меѓународната сцена издвоивме. Во плейоф мечовите во НБА лигата ноќеска се одигра неколку интересни надпревари. Реал Мадрид е на најдобар пат да го ангажира фудбалерот на Челси Оби Микел. Репрезентативецот на брегот на слоновата коска Јаја Туре се сели во Интер. Во НБА лигата надпреварите од плейофот стануваат се поинтересни. Екипата на Бруклин не се предава и успеат 0-2 да изравни на 2:2, а воедно да го направи овој серијал мощно интересен. На домашен терен Бруклин оствари победа од 120-115 во ефикасен надпревар, кај домаќините брилјантна партија прикажа Дерон Вилијамс со 36 поени и 7 асистенции, додека кај Атланта не беа доволни расположените Тик и Керол, кои реализира по 20 кошеви. Перо Антич одигра 16 минути и оствари учинок од 6 поени. Портланд намали на 3-1 во серијата против Мемфис, победувајќи го со 99-92. За Портланд одличен беше Липард со 32 коша и беше најзаслужен за победата. Станува интересно во надпреварот помеѓу Милвоки и Чикаго, во кој Милвоки славеше со 94-88 и намали на 3:2. Картер Вилијамс со 22 и Мидлтон со 21 кош беа најстакнати поединци во Милвоки, додека во Чикаго се истакна шпанецот Гасол со дабл-дабл учинок од 26 кошеви и 10 скокови. Челните луѓе на Реал Мадрид планираат во летниот преоден рок да го ангажираат фудбалерот на Челси Џон Оби Микел, пренесува италијанскиот Туто Меркато. Оваа сезона Микел не добива шанса кај Мориньо, па поради слабата минутажа размислува да се замине од Лондон. Тренерот на Реал, Анчелоти, добро ги познава квалитетите на Микел, бидејќи со него сработуваше 2 години додека беше во Челси. Исто така, голема желба на италијанскиот тренер е да го доведе во Мадрид Един Азар, за кого кралевите нема да жалат пари. Сепак, ставот на Мориньо е јасен. Тој не сака да се откаже од услугите на белгијанецот, па така желбата на Реал најверојатно нема да биде остварена. Фудбалерот на Манчестер Сити Јаја Туре се договорил со Интер за личните услови, па по завршувањето на сезоната ќе се пресели во Калчо Лигашот, пренесува Спорт Медиа Сет. Според овој вестник, Јаја Туре ќе потпише 4-годишен договор, според кој ќе заработи 18 милиони евра. Исто така Интер на име на обештетување на Манчестер Сити ќе му плати 8 милиони евра. Интер веќе тргна во реконструкција на екипата поради очените резултати во оваа сезона.
Променливо нестабилно време на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, најави за денеска управата за хидрометеоролошки работи. Локално невремето ќе биде поинтензивно со појава на град во југоисточните делови на Македонија. Во среда ќе има локални слаби врнежи од дожд, особено предпладне. Ветерот ќе го промени правецот во северен, што ќе предизвика пат на дневната температура за неколку степени. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.